Благодарам и на колешката за репликата, иако нели таа не доаѓа здравствениот сектор, убаво беше подготвена, но јас намерно избрав да зборувам, еве, нека биде и политички оквалификуван мојот говор на општата расправа за буџетот, но сакав повеќе да бидам разбрана од граѓаните и она што колешката Ристова ги прочита бројките во делот на здравството. Дај Боже да е така, колешке. Дај Боже да е така. Само да ве потсетам за едни други факти, бидејќи кажавте дека читате факти. Се сеќавате на фактите дека цел еден град ни почина од ковид пандемијата, на фактите дека 16 живи пациенти ни изгореа во болница каде што треба да бидат излечени. Кој за тоа ќе одговара, колешке? Колку пари се потрошија? Возила купувавте со тие пари. Знаете во какви услови се лекуваат тие пациенти и како работеат докторите? Кој за тоа ќе одговара? Затоа споменав во мојот општ говор дека многу малку извлековте поука од искуството со ковид пандемијата, ама одговорност нема. Ќе има, да знаете дека ќе има. И затоа велам дека треба бар малку да ве заболи ова што ќе го кажам, како што истото ги боли многу македонски семејства во државата, а вие гајле си немате и се фалите дека носите најдобар буџет. Затоа најдобро е, колешке, најдобро намерно е, па макар и ВМРО ДПМН да го обвините, ако се одлучите предвремени парламентарни избори дека ВМРО ДПМН е виновно. Верувајте дека со тоа ќе ви помогнеме, затоа што многу скоро доаѓа ребалансот која ќе треба да дадете отчет каде ќе ги пренамените овие пренапумпани средства. Така многу брзо ќе дојдат и изборите, кога и да одлучите да се случат, ќе треба да дадете отчет. Вие не дадовте отчет за вашите градоначалници за изминатава една година, не дадовте отчет за владењето на владата на Зоран Заев. Никогаш нема да дадете отчет. Се додека кажав најдобро мислите за себе во вашите затворени кругови, никогаш нема да излезете во реалноста и да се сочите со вистината. Таа е многу болна, особено на тема здравство. Бројки не треба да се читаат, во здравството има многу факти. Благодарам.